И практично и тебе да ти најавам дека имам и репортер кој што следи пресконференцијата на ДУИ, која што почна така практично паралелно со почетокот на седницата на Уставниот суд, па колегата Благојчо Костадинов кој што ја следи, штом ќе биде подготвен, ќе го вклучиме од теренот. Но јас сакам уште еднаш да ве препрашам за ова што ни го јави репортерот што ја следи седницата на Уставниот суд. Значи, судијата Елизабета Дуковска, која е судија известител, предложи дополнително да се направи подготвителна седница на која ќе бидат повикани и представници на Венецијанската комисија, аналитичари, па и политичари и суди да дискутираат за овој предлог. И дека најверојатно ова мислам дека изгледа ќе биде вака да завршена денешната седница. Ма зошто добро на јавни расправи ако го стават сето ова од Венецијанска комисија, да, аналитичари и политичари, зашто кога они се суди, бидејќи сега, нели, правна е сега битката по мене, нели? Што е погрешно. Ќе биде работа, се тресеше гората, се роди глушец, работата ќе се разводни до решение кое што ќе биде соодветно за функционалност на државата, нема да дојдеме. Ние со овој закон ја усложнивме работата и во судовите. Еве, дали воопшто да се вратиме малку на 2019-та кога беше донесен законот, дали воопшто требаше ваков закон, бидејќи правата за употреба на мајчиниот јазик на албанците беа уредени во други закони, еве и за парите, законот за војска, за полиција и други, да не ги редам со ред. Мислам дека не требаше. Дали воопшто требаше, бидејќи сега слушаме еве кога се повикуваме на аналитичарите и оние што толкуваат, сметаат дека со тоа дуи во отсуство на некоја нешто повеќе направено за своите сограѓани, за сите граѓани во државата, бидејќи како велат ова е една држава, не ги делиме граѓаните и не треба да се делат, ама во некои постапки тоа како нели сака едните да се одвојат од другите, па нели посегнале по овој механизам на законот за употреба на јазиците. И тоа јазиците што ги зборат нели 20% од заедниците. Значи, тоа треба да важи и за сите останати етнички заедници во државата. Јас мислам дека се направи комплетна замена на тезите и овој закон се протна во пакетот при промената на името. Ќе потсетам дека се зборуваше за промена на име, а добивме промена на име, Охридски рамковен договор запишан во преамбулата и добивме ваков закон за јазици. Значи, ова е политичката слабост од тоа време на СДСМ кој што мораше да дава концесии за да дојде до промената на името. И така во еден пакет ни нагураа работи кои што сега очигледно се гледа дека се сериозен проблем не само за политичката комуникација и нели пишување на политички поени, едни прават пресконференции, други кампуваат и така натаму, меѓутоа за функционалноста на државата. Венецијанската комисија токму тоа го забележува, дека судовите се нефункционални. Вие треба да целата процедура да ја преведувате, да обезбедите преведувач и така натаму, така што може да се случи да одредени процедури траат со години или никогаш да не се завршат. И токму тоа раѓа подоцна незадоволство од страна на граѓаните за кои што тие судови треба да бидат функционални, брзи да носат правда, а не да се развлекуваат процедурите. И така, точно се развлекуваат и судските процеси овде траат со години. Така што јас пак ќе се вратам на едно политичко-филозофско толкување, не сакам да навлегувам детално во правните трикови, значи политичко-филозофското толкување и гледано од историска перспектива, на нас ни беше подметнато кукавичко јајце кое што ја разградува државата. Ниту еден албанец не бил спречен да зборува албански. Ниту еден албанец не бил спречен да се школува на албански, ниту еден албанец нема проблеми со преводи, нити своји документи да ги има на својот јазик. Проблемот беше што се обиде албанскиот јазик да се стави на ниво на паралелен државен или официјален јазик и да го има на сите документи таму дури кај што не треба. Значи една компликација, односно една апартхејдна состојба каде што имаме ние притисок или владење или да речеме изживување од малцинството врз мнозинството. Јас знам дека ова не е популарен став, овој став не е политички, меѓутоа овој став се базира на реалноста, затоа што во оваа држава 3/4 од населението не го зборува албанскиот јазик, а е принудено на ваков или онаков начин да биде во допир со документите. Например, ако вадите извод од родени и така натаму. Вие треба специјално, специфично да нагласите дека сакате да биде само на македонски, инаку ви го даваат двојазичен.
Зошто, на пример, на мене би ми го давале двојазичен? Пак се враќам на она што го зборував, дека јазикот, македонскиот наметнал јазик... врска кај граѓаните не потребно да речеме. И требаше да биде јазикот нешто врз кое што ќе се гради кохезија на нацијата. Сега ние имаме но кога и албанците би го изучувале од прво деление, тие го изучуваат сега од четврто. Тие веќе не го ни знаат. Значи да бидеме реални. Новите генерации не го ни знаат. Добро, ви професори го кажуваат тоа дека се они вопштат на англиски јазик. Затоа што тоа е прашање на ајде да не бидам погрешно сватен, национална гордост да не се знае македонскиот јазик. Токму тоа мира јас во 97 година кога ги дигнав протестите со една група на македонски студенти и сегашни интелектуалци, протестиравме штрајк со глад и така натаму. Токму тоа го кажав, дека Македонија, ако не го разбере проблемот во 97 година, зашто ние како студенти укажуваме дека ќе се случи, дека ќе има проблем. После имавме многу брзо војната во 2001 и гледате сега каква е ситуацијата. Оние што се повозрастни мира, меѓу кои и јас и вие. Потсетете се каква беше Македонија тогаш, како беше поставена во првата декада од независноста и имаше услови да се изгради во држава. Сега имаме пропадната држава, во која што ние со денови дебатираме дали некој член нешто ќе се случи. А имаме судии, значи имаме судии, да не именувам, уставни судии. Значи, многу е мал и тесен кругот може да се препозна. Имаме уставни судии, за кои што на Иванов му имам укажано од позиција на председател на држава, дека имаат соработувано со тајните служби и дека имаат досиеа. И сега